Ознаките македонско вино, македонска алва, македонски кашкавал редовно ги креваат на нозе грчките компании кои без пардон секој пат реагираат. Со години наназад, а особено по потпишувањето на Преспанскиот договор, секое појавување на меѓународните саеми за македонските фирми е ноќ на мора. Грците секогаш реагираат бидејќи нашите компании ги рекламираат производите како македонски. Последното понижување во низата е она на светски познатиот саем за вино ProWein во Дизелдорф. Овој пат на грците им пречела придавката македонски вина на банерот на штандот, иако на истиот банер стои новото име на државата. Грчкиот конзулат во Дизелдорф веднаш побарал да се тргнат промотивните материјали со објаснување дека терминот Македонија е заштитена географска ознака на Грција, а не на нашата земја. Слични ситуации се случуваат со години наназад, а македонската страна редовно попушта пред притисоците. Инаку во Преспанскиот договор за ова прашање меѓу другото пишува: двете страни се согласуваат да им дадат поддршка и да ги охрабрат нивните деловни заедници да воспостават искрен, структуриран и во добра волја диалог, во чии рамки ќе бараат и ќе постигнуваат заемно прифатливи решенија за прашањата кои произлегуваат од имињата за комерцијална намена, трговските марки и заштитни знаци и за сите релевантни прашања на билатерално и меѓународно ниво. Ѓорги Филипов, координатор на меѓународната експертска група формирана по потпишувањето на Преспанскиот договор, вели дека најчесто проблем при представување на семите има Сдруженијето вина од Македонија. Смета дека Грција напразно се повикува на заштитениот термин Маседонија, бидејќи никој нема ексклузивитет да го користи овој назив. Смета дека фирмите од двете држави во иднина ќе заштитуваат ознаки кои опфаќаат потесни географски подрачја, бидејќи регионот Македонија е преголем и територијално се протега низ повеќе земји. 2004 ние не сме имале ни дадено ни барање да почнеме разговори, се уште. Имаат регистрирано некакво име Маседонија, како што го покажуваат по саеми, што исто нема врска со географски назив и тоа име не би требало да се додели како ексклузивитет, најмалку на Грција, најмалку за производство на вино. Од Стопанската комора велат дека се уште има време да се испеглаат разликите со јужниот сосед. Грција имала повеќе искуство, па Македонија требало да побара меѓународна поддршка за да си ги заштити интересите. Мислам дека ќе биде заштитен интересот на Македонија, иако јас и тогаш тврдев и сега тврдам дека грчката страна е многу појака и поискусна во тоа и треба да се и меѓународна поддршка побара. Така да владата работи на тоа и сме во контакт со Министерството за надворешни работи. Мислам дека сето тоа ќе допринесе да не се најдеме во незавидна ситуација како порано. Домашните фирми имаат засега само 5 меѓународно регистрирани производи со географски ознаки, од нив само еден со називот македонски, тоа е ајварот. Меѓу заштитените географски подрачја фигурираат Дисан, Малешевски регион, Велешки регион, Гевгелиски и многу други.